civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Контролата на оружјето, радикализацијата, насилниот екстремизам или тероризам се процеси кои меѓусебно се хранат. И затоа борбата против нив мора да биде и добро координирана, мора да биде логична. Министерството за одбрана не е првата институција која се занимава со оваа борба, но како дел од Националниот комитет за спречување на насилниот екстремизам и борба против опасноста од тероризам, учествуваме во напорите државата да се справи со опасноста која што станува глобална и која што е стандардна тема на сите состаноци на министри за одбрана, министри за внатрешни работи и во рамки на НАТО формат. Тероризмот, например, е една од клучните опасности која НАТО ја дефинира како главен предизвик во делот на безбедноста. Затоа и голем дел од нашите армиски припадници се подготвуваат, се обучуваат за борба против екстремизмот и тероризмот, затоа учествуваат во изработка на стандардните оперативни процедури заедно со другите институции и затоа еден дел од нашите специјални единици имаат фокус во обуката за борба против тероризмот. Тоа значи дека армијата, заедно со одбранбената служба за воено разузнавање, се главните елементи кои што би требало да ни ги обезбедат сите информации и инструментите како да се бориме против овие современи зла. Дополнително, армијата е една од институциите која што мора да биде символ за интеграција, мора да биде символ на кохезија, бидејќи е присутна во различни места, припадниците на армијата доаѓаат од сите села и градови низ државата, таа е многу корисна институција за создавање на тој тип на општествена кохезија, бидејќи правичната застапеност уште од самиот почеток прво се промовираше во армиски и во полициски редови. И така се намалуваат шансите и за радикализација внатре во структурите, така се влијае на намалување на говорот на омраза, така се работи исто и на кршење на стереотипите. Држава како Северна Македонија, која што е навистина карактеристична со етничките, јазичните, религиските разлики, мора да работи многу повеќе на својата внатрешна интеграција, за да се справи со злото наречено насилен екстремизам или тероризам. И мислам дека тоа и во армијата, и во безбедносните структури го свативме и го работиме многу сериозно.